Во овај момент имаме пет појачувања, пет нови играчи. Нек ни ги објавивме последните двајца, Карчевски и Кукевски. Претходно на нашиот тим се приклучија Момировски, Дигаловски и Бојан Спирковски, така што сега играчкиот ростер е многу поголем, квалитетот на победа е многу посилен. Ја мислам дека одскокнува од квалитетот на сите останати екипи од Втора Лига Исток. Наша обврска е како менаџерски тим на фудбалскиот клуб Победа да обезбедиме финансиска конструкција и доволно услови за фудбалерите да можат квалитетите да ги презентираат на теренот. Убеден сум дека Победа наредната сезона ќе се пласира во првата македонска фудбалска лига, онаму каде што е местото. Најфудбалскиот град во Македонија заслужува да игра значајна улога во македонскиот фудбал и очекувам дека тоа ќе се случи во наредниот период. Околу 20 август почнува првенството. До тогаш нема се уште нема ждребување. До тоа ќе одиграме неколку пријателски утакмици со цел спремни да дочекаме наредната сезона, во која што, нека не звучи арогантно, ама апсолутно ништо друго освен прво место не ми паѓа на памет и не сакам да помислам ни во најлошите соништа. Ниту во најлошите соништа. Може би звучи арогантно, не сакам никој да подценам од останатите екипи во Втора Лига Исток, но овој пат цврсто сум убеден дека првото место природно мора да и припадне на Победа, и Победа од година со нови сили, нормално со нова стратегија во првата фудбалска лига. Се надевам долгорочно ќе обстојува, играјќи значајна улога, зошто да не да биде во повисокиот дел на табелата и да атакува на шампионската титула. Не е непознато тоа на Победа. Во самостојна Македонија два пати беше шампион. За очекување е да пројавиме амбиции и за трета титула, но како викаат старите, чекор по полека, оваа сезона да влеземе во првата фудбалска лига, а понатаму со нови планови и нови стратегии. Целта на овој менаџерски тим на Победа не е да ги обременува предпријатијата кои што ја сочинуваат во најголем дел или ја детерминираат економијата на Прилеп, туку да најдеме 40-50 спонзори, секој според своите можности, да се рекламира на градскиот стадион. Им даваме можност да се рекламира и на тој начин да обезбедиме финансиска конструкција. Очекуваме помош и од други предпријатија. Секој добронамерен човек во градот, секој добронамерен стопанственик во Македонија се разбира дека може да и помогне Победа. Ајде, не сакам да се расфрлам со правни лица, меѓутоа веќе имаме спонзорство од неколку фирми кои што безусловно даваат финансиски средства без намера да се рекламираат, ниту па очекуваат и сакаат да бидат споменувани. Секако во тек е постапка пред Советот на општина Прилеп да се направи технички прием, стадионот да го преземи општината и Победа да се врати онаму каде што и е местото. Верувајте ми, повторно од срце зборувам, во најубавиот стадион во нашата држава. Нема потопол стадион. Прочитајте се секаде во другите градови, во Прилеп посебно е чувството кога присуствувате на трибините. Блиску се некако да стадионот. Стадионот со изворени димензии. Овдека навистина треба да се знае да се игра фудбал за да можете да играте. Стадионот е подолг од 110 метри, ширината му е околу 72 метри, поширок е од стадионот на Барселона, Nou Camp, например, и овдека не можете да играте бункер систем. Едноставно квалитетот мора да дојде до израз. На поголем стадион со димензии поголеми, подобриот се препознава. Квалитетот на крајот победува. Јас очекувам дека ниту една утакмица во Прилеп нема да ви доведена во прашање, ниту со еден противник. Меѓутоа, ајде да не предпоставуваме премногу, да почекаме да почне првенството, па да разговараме повторно